Министерот за здравство Азир Алиу при посетата на општата болница со проширена дејност упати порака за поддршка на граѓаните засегнати од минатогодишната трагедија во клубот Пулс. Нагласи дека државата останува посветена на нивното закрепнување. При тоа најави дека постои посебна работна група која континуирано ги следи, а во однос на поплаките дека се уште плаќаат партиципација за медицински услуги, најави дека се бара правно решение за овој проблем. Дефинитивно, ние работиме на креирање на програма, бидејќи знаете, партиципација е законска надлежност на институцијата да може и на секоја институција да се плати за секој пациент. Разговараме со работната група да најдеме начин како тоа да влезе во некоја од програмите кои што ги имаме постоечки, бидејќи тоа не е едно од ветувањата и лично моја и на владата за да може да се реши тој проблем. Таа партиципација колку и да е мала, треба да се отстрани се со цел да може таа комуникација помеѓу институциите и семејствата или граѓаните кои што имаат некаков тип на барање на третман да може да не плаќаат партиципација. Според министерот, грижата за повредените не е парцијална, туку опфаќа секој на кого му е потребна помош. Од време на време, ако треба да се консултираат нашите доктори, се консултираат и со лекари од надвор, така да за сега, моите информации зборуваат дека сите пациенти кои што имаат некаков тип на потреба од третман, а кој што не е возможен во земјата, тоа го правиме за да може и да се консултираме или евентуално да се носат надвор. Знаете дека освен првата група што помина и се анализира сите здравствени проблеми кои што ги имаат овие наши граѓани, помина низ втора исто така процедура која што сега уште појасно ни е трендот на подобрување на здравствената состојба кај овие наши граѓани. Тоа ни е приоритет и како држава, и како болница, и како град. Вие знаете дека за кратко доаѓаме до една година од таа трагедија. Исто така се работи интензивно, заедно и со градоначалникот и со болницата, владата и министерството, се со цел да може понатамо да работиме и да може да се креира екосистем за овие граѓани кои што ќе се чувствуваат побезбедни и подобро третирани во нашето општество. Паралелно со грижата за пациентите, Министерството за здравство започнува процес на децентрализација и регионализација, што вклучува и значајна реформа на медицинските специјализации. Здравството веќе влегува во таа фаза на децентрализација, на регионализација и тој дел ни е многу битен и инфраструктурно и со човечки капацитети работиме и со технологии за да може да биде сетиран како што е потребно и по европски стандарди. Во таа насока исто така менуваме и специјализации. Веќе нема да ги имаме 6-годишни и 5-годишни специјализации, фактички насочени специјализации, бидејќи потребите кај нас кажуваат дека ние имаме потреба како инфраструктура, како демографија, да имаме и профили на општи специјализации и затоа тие ги враќаме, ќе бидат 4-годишни специјализации, со цел побрзо да стигнеме до капацитети кои што нам ни се потребни. Министерот Алиу изрази задоволство од досегашните видливи резултати во инфраструктурата, нагласувајќи дека неговиот домакински пристап има за цел да ја врати довербата на граѓаните во здравствените институции. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.